Од септември минималната плата ќе изнесува 12.000 денари, а за тоа да се реализира, владата ќе ги поддржи компаниите со буџетски средства во висина од 1,5 милиони евра месечно. Министерот за финансии Драган Тевдовски изјави дека поддршката за компаниите ќе почне од септември, а до крајот на годината ќе се потрошат 6 милиони евра, пари предвидени со ребалансот на буџетот. Владата планира поддршката да трае една година, со тоа што во 6 наредни месеци, односно следната година, износот на пари да се преполови на 750.000 евра месечно. Ние мислиме дека во Македонија има простор да се направи подигнување на минималната плата. Значи, ако се гледа структурата на БДП по доходовен метод, ако се гледа учеството колку е на платите, колку е на профитите, апсолутно дека постои таков простор. И второ, за да бидеме сигурни дека луѓето ќе бидат безбедни, дизернираме мерки за поддршка на работодавачите. Овие мерки, нашата намера е да зависат, значи, и односно да бидат за исплаќање на полна минимална плата. За работодавачите и стопанските комори владиниот предлог е прифатлив, но треба да се доработи. Јас се надевам ќе разговараме за модалитетите, начинот на исплата, околу тоа да не се предизвика урамниловка, која многу негативно ќе се одрази врз мотивацијата на добрите работници. Затоа што ако добриот работник кој остварува 12.000 денари со остварена норма, земе иста плата како оној што остварил 10.000, без тогаш ќе се створи една урамниловка во платите која ќе предизвика опаѓање на продуктивноста во компаниите, а тоа никој од нас не го посака. Па во Македонија минималната плата од 10.080 денари е некаде 23% од луѓето што ја примаат, значи, таа плата. И мислиме дека таа плата треба да се подигне на 12.000, затоа што ќе се зголемат моќта на потрошувачката и повеќе пари на оптек. И со ова мислиме дека е првата фаза да се постигне за подобар стандард воопшто во Македонија. Според последните податоци на УЈП, во Македонија до 12.000 денари нето плата земаат 130.000 лица, што е 20% од вкупниот број вработени. Минатата недела за минималната плата владиниот тим имаше средби и со синдикатите. По завршувањето на овие разговори, измените на законот за минимална плата ќе одат пред Економско-социјалниот совет, а потоа пред пратениците.